Добре дојдовте во емисијата на телевизија Стар, која што треба да ни представи активности на една граѓанска организација која што се вика Регионален центар за састапување од Делчево, која што во наредниот период ќе спроведе повеќе активности поврзани со состојбата со заштитата и стандардите за безбедност при работа на вработените во источниот регион. Област која што допрва ќе се испитува и ќе се преземаат мерки за неа и секако истражувањето кое што ќе го спроведе оваа организација уште како е важно. Со нас е претседателот на Регионалниот центар за састапување од Делчево, господинот Тони Стојменовски, и Валерија Соколова, која што е координатор на проектот. Добре дојдовте во нашето студио и благодарам што ќе го представите проектот за гледачите, кои што сигурно имаат што да кажат за ова и повеќе ќе имаат сознание откако ќе го слушнат. Мислам дека господин Стојменовски, дамите секако имаат предност, иако по функцијата председателот има предност, но ќе го задржиме тоа, дамите имаат предност, па затоа Валерија, што е суштината на овој проект, како дојдовте до идеја да го работите проектот? Така, значи, проектот промовирање на стандарди за безбедност и здравје при работа, значи, и следење на спроведувањето на тие стандарди за безбедност и работа, тоест безбедност и здравје при работа во источниот регион на Република Македонија. Тоа е името, значи, на проектот, кој што ќе се спроведува во период од 6 месеци. Општата цел на проектот е да се поттикнат, значи, предпријатијата од регионот, како и јавниот сектор да обезбедат, значи, односно да одржат највисок степен на да ги обезбедат тие, значи, стандарди за безбедност и здравје при работа. Тоа е, значи, главната цел на самиот проект и ние сакаме, значи, да поттикнеме, знаеме дека безбедни и здрави услови, значи, е основното човечко право, значи, на човекот и сметаме дека, значи, преку овој проект ќе поттикнеме на некој начин јавните предпријатија и јавниот сектор да поттикне, односно да создаде услови за побезбедни, значи, побезбедни работни места на самите своји вработени. Исто така, со овој проект сметаме дека ќе се на некој начин ќе ги информираме јавноста за тоа колку е важно, значи, вработените да учествуваат во донесувањето, односно на донесувањето на одлуки при самиот менеджмент на нивните предпријатија, со тоа што со проектот ќе ги информираме за нивните права и ќе ги информираме, значи, јавните предпријатија и институциите кои се нивните обврски и кои стандарди треба да ги исполнуваат, значи, за да имаат вработените да работат во една безбедна средина. Значи, од друга страна, преку медиумите сакаме, значи, на самата јавност медиумски да им ја промовираме оваа тема, со тоа што директно ќе ги вклучиме медиумите како средство за пренесување на информации, со тоа што на некој начин ќе се подигне нивната јавна свест дека компаниите со тоа што ќе обезбедат безбедна средина на своите вработени, дека тоа не е трошок, туку дека ќе имаат придобивка од самото обезбедување на основните услови на нивните вработени. Да споменам дека овде таргет групите, како што веќе кажав, во самиот проект се компаниите, односно предпријатијата и институции од јавниот сектор. Секако овде ќе се вклучат и граѓанските здруженија кои што, значи, работат во таа област, на некој начин ќе помогнат во промоција на самата тема, односно ќе дадат свој придонес да се заегне, односно да се подигне јавната свест кај компаниите и кај институциите да се грижат за своите вработени. Да кажам дека, како што кажав веќе, значи, безбедни и здрави услови при работа е основното човеково право. За да се постигне сето тоа, потребно е, значи, компаниите, односно предпријатијата со јавните институции да го спроведуваат, односно да ги применуваат мерките од Законот за заштита, односно безбедност и здравје на своите вработени. За да сето тоа, значи, испадне така, односно да се обезбедат тие безбедни услови на своите вработени, значи, ние сакаме, значи, преку овој проект
медиумски да го промовираме сето тоа и во текот на овие 6 месеци сакаме да имплементираме неколку активности кои што се надеваме и сакаме значи да придонесат нашата цел на проектот да се оствари. Кои се тие активности, еве да знаат јавноста веројатно ќе очекуваат, бидејќи сосем јасно како што кажавте уште како е важно, компаниите веројатно многу често го сметаат тоа како трошок, а имаат и законска обврска да го направат и свеста на граѓаните треба да биде навработените, посебно да биде на повисоко ниво. Со какви активности ќе го направите тоа? Така. Само да напомнам дека освен тоа што треба самите компании, односно нивните претпоставени да се грижат за нивните вработени, потребно и самите вработени да бидат информирани за нивните права и обврски, за да можат и тие да се вклучат во менаџирањето на нивните работни места, односно да се свесни, да се направи една проценка на ризик на работните места, каде што тие самите ќе бидат свесни колку е ризично нивното место, значи нивното работно место, кои се мерките кои што треба да се спроведат за да не дојде до несреќи и да до несреќи на работно место секако и да не дојде до заболување секако при работа. Да знаат што законот им обезбедува и што треба да барат. Според некои истражувања што се направени, статистички значи вработените се најмалку информирани за нивните права, односно за стандардите кои што треба да ги воспостави самата компанија. Додека нивните претпоставени се далеко информирани, но на некој начин не се грижат за нивните вработени. Значи ние преку активностите сметаме дека ќе го подигнеме јавното мислење, односно свеста на тие компании и дека ќе се грижат за своите вработени. Дел од активностите се секако со гостувањето ние во оваа емисија, тоа е нашата прва активност. Сакаме значи до самите вработени и нивните претпоставени, односно компаниите и до јавниот сектор, да укажеме на тоа, значи да ја зголемиме информираноста на вработените, значи за нивните права и обврски во областа на безбедност и здравје, значи при работа и да се зголеми секако свеста на работодавачите дека безбедноста, како што веќе споменав, не е трошок, туку ќе биде нивна придобивка за потоа да не плаќаат казни и слично. Значи, со гостувањето во оваа емисија ние сакаме на некој начин да ги промовираме нашите цели на проектот, нашите активности и на крај значи да предпоставиме кои се резултатите кои што ќе произлезат од самиот проект. Втората активност е истражување. Значи тоа е една од главните активности кои што ги предвидува самиот проект. Значи истражувањето е на некој начин да се утврди моменталната состојба во регионот во областа на безбедност и здравје при работа и на некој начин да се промовираат тие стандарди на безбедност и здравје значи при работа во регионот. Како што кажав веќе, значи Истражувањето ќе се спроведе во регионот, ќе бидат значи ангажирани. Истражувањето ќе се состои значи од два дела. Првиот дел значи ќе биде да се формира тим на истражувачи кои што подоцна ќе бидат обучени, значи како да го спроведуваат текот на нивното истражување, и вториот дел е фактички директни истражувачки активности. Тие директни истражувачки активности се состојат од подготовка на материјали, односно подготовка на анкетен прашалник и подготовка на методологија за спроведување на интервју со претпоставените и со нивните вработени. Вториот дел, значи како што кажав, е средба со компаниите, со нивните собственици секако, и да се направи едно интервју како тие, значи како нивната фирма работи, дали ги имаат обезбедено сите тие стандарди, дали ги спроведуваат тие стандарди, и потоа значи ќе се прави и интервју со самите вработени, како тие значи се чувствуваат за време на работа, дали се спроведуваат тие стандарди, дали се оштетени, дали не се. Значи најразлични прашања ќе бидат поставени на самото интервју. Секако за време на самото истражување ќе се подготви и анкетен прашалник. Тој анкетен прашалник значи ќе биде подготвен по специјално изготвена методологија. Таа методологија ќе изготват значи самите стручни лица кои што се во областа на безбедност и здравје при работа, и паралелно со истражувањето ќе се спроведува секако и анкетниот прашалник. По завршувањето на тие средби со компаниите,
и не само со компаниите, туку и со институции од регионот, бидејќи нели законска обврска е и на предпријатијата и на јавниот сектор да ги спроведуваат тие стандарди за безбедност и здравје при работа. Значи паралелно ќе се работи и во институциите и во предпријатијата за да се утврди значи реалната состојба на тие компании во насока на безбедност и здравје при работа. Значи кога ќе се заврши со самото интервју и средбите со претпоставените и вработените, значи истражувачите ќе имаат за задача да ги соберат, да ги сумираат и да направат анализа од самото истражување, односно самиот анкетен прашалник и од самото интервју. Потоа, значи, ќе се подготви извештај од самата анализа и на крај, значи, ќе се промовираат, односно ќе се презентираат пред јавноста заклучоците од самото истражување и ќе се дадат препораки од самите истражувачи, со тоа што тие секако ќе ја согледаат каква е реалната ситуација во регионот во оваа област и ќе дадат своји препораки и мислења каде треба да се работи и што треба да се допринесе, односно да се направи во самите компании за да нели го спазат законот за здравје. Да се подобри состојбата доколку има потреба. Така. По завршувањето на истражувањето, значи ќе се подготви видео. Тоа видео значи ќе има цел да пренесе порака. Таа порака значи ќе биде ќе се подготви значи материјал од самото истражување, од самото теренско истражување, значи ќе се подготви од таму материјал и секако на крај тоа видео значи ќе има порака до самите предпријатија, институции и целата значи јавност дека е обврска да се спроведуваат тие стандарди за безбедност и здравје при работа и дека така секако самите вработени ќе бидат заштитени и компаниите значи ќе имаат здрава и безбедна работна средина значи за своите вработени. Тоа видео значи ќе биде подготвено и ќе биде прикажувано на регионалните телевизии, секако на социјалните медиуми за подигање на свеста кај пошироката јавност. Друга активност која е предвидена значи во самиот проект е организирање на регионална конференција за безбедност и здравје при работа. Таа регионална конференција значи предвидено е да се одржи во Делчево и овде значи ќе бидат презентирани и промовирани заклучоците од самото истражување. Овде значи ќе бидат поканети самите истражувачи, тие ќе бидат значи клучните фактори во оваа регионална значи конференција, ќе го споделат своето искуство од работата на терен, односно од истражувањето и на некој начин со самите учесници, а учесници ќе бидат значи ќе бидат поканети сите кои што учествувале во истражувањето, значи компаниите, јавните институции, граѓанските здруженија кои што ќе се приклучат нели кон самото истражување, тие ќе бидат значи таргет групата која што ќе биде поканета нова регионална конференција, самите истражувачи кои што ќе ја водат таа регионална конференција и ќе бидат поканети стручни лица кои што секако долгогодишно работат значи во оваа област, така да може заеднички представниците, односно учесниците со самите стручни лица и истражувачите да дискутираат на самата тема и на некој начин да произлезат препораки од оваа регионална конференција. Потоа, значи, текот на одвивањето на самата регионална конференција, значи, ќе води и до дискусија помеѓу самите учесници и стручните лица во самата регионална конференција. Ќе се дискутира на различни теми, како например примена на колку се применуваат значи мерките за безбедност и здравје при работа значи во регионот, дали се познава и дали се применува законодавството во регионот значи за безбедност и здравје при работа и ќе се дискутира односно за меѓународни стандарди за квалитет, значи поврзани со безбедност и здравје при работа. Ќе има уште сигурно многу теми на кои што ќе се дискутира на самата регионална конференција. Сето тоа значи подоцна ќе биде обмислено. Другата активност која што е предвидена во самиот проект е значи по завршувањето на таа регионална конференција се предвидува секако медиумска промоција на резултатите од истражувањето и на општите резултати од самото спроведување на проектот.
значи овде се предвидува значи тимот кој што работи на проектот да ги презентира значи општите резултати од самиот проект, значи резултатите од активностите и дали тие значи целта на проектот дали е постигната. Тука значи ќе бидат секој ќе се заврши со ваква емисија на крај, значи со исто таква емисија на која што ќе гостуваат значи и самите истражувачи и тие јавно пред целиот регион, освен на регионалната конференција и медиумски значи ќе ги произнесат своите гледишта од самото истражување и значи ќе ги пренесат предизвиците со кои што се соочиле за време на самото истражување и секако ќе ја споделат со јавноста реалната ситуација од спроведување на тие стандарди значи во регионот. За време на сакам да кажам дека за време на спроведувањето на овие активности главна клучна улога ќе има значи медиумите. Тие постојано ќе бидат значи во чекор со спроведувањето на проектните активности, со тоа што секоја проектна активност која што ќе се спроведува во самиот проект, значи медиумите ќе ја објавуваат, со тоа што на некој начин медиумски да се влијае врз самата таргет група, а тоа се предпријатијата и јавните институции, да се влијае медиумски врз нивната јавна свест дека е потребно да се спроведува значи тој закон за здравје, безбедност и здравје при работа на своите вработени, дека е добро тие да си ги имплементираат, да го имплементираат законот, за да не се соочат со трошоци, како што кажав, тоа ќе биде придобивка значи за нив. Резултатите значи кои што ќе бидат кои што се предвидени значи од спроведувањето на овие активности е да се поттикне значи развојот на истражувачкото новинарство за безбедност и здравје при работа и секако да се влијае врз свеста на општеството во однос на подигнување значи на свеста за безбедност и здравје при работа и секако со ова наше истражување да се поттикнат значи и другите региони значи и целокупно значи во цела република да се поттикне значи тоа истражување и да се спроведуваат квалитетни истражувања во областа на безбедност и здравје при работа, со тоа што на некој начин само медиумски можеме квалитетно да влијаеме на свеста на граѓаните и на таргет групите кои што се во проектот за да ги спроведуваат тие стандарди за безбедност при работа и здравје значи на самите вработени. Така, очигледно да, новинарите говориме најчесто и јавноста дознава кога ќе се случат одредени проблеми, па тогаш се зборува, очигледно е потребно почесто и транспарентно следење па и на еден ваков проект. Ќе имате работа се развива во наредните 6 месеци. Господин Стоменовски, како председател на регионалниот центар за застапување од Делчево, да ни кажете малку повеќе за самата ваша организација и за тоа мотивот од каде е токму на ова област да работите, дали имате сознание дека има одредени прекршувања и можеби потреба од повеќе работа во областа на заштита при работа и здравјето на луѓето. Така, најпрво да се заблагодарам за соработката со вашата куќа, која што го покрива нашиот регион и активно вклучена и во таа тема и во сите други теми што ги работи нашата организација. Значи, нашата организација постои од 2006 година и е клучен фактор и главен партнер на бизнис секторот, на бизнис заедницата во регионот, на општините и на јавните предпријатија како фактори кои влијаат во секојдневниот развој на нашата заедница. И ние во соработка со истите се трудиме да ги зајакнеме пред се заеднички нашите капацитети, да влијаеме на актуелните теми и со една цел да го подобриме животот на граѓаните. Нашата организација во изминатиот период има воспоставено одлична соработка со општините од регионот, пред се од микрорегионот Пијанец и Малеш, и има работено на најразлични теми, посебно во делот на стратешкото планирање. Оваа тема ја избравме и ни испровоцира од се почестите проблеми кои што ги слушаме пред се на медиумите, од случајни несреќи во секојдневното работење на бизнис заедницата, од секојдневното работење на јавните предпријатија. И значи решивме оваа тема малку подлабоко да ја истражиме и во моментот на нашето истражување се вроди можноста за аплицирање на овој проект со покривање на донаторски средства, тоа да го направиме со вклучување на професионалци и да го презентираме медиумски во целиот регион, се со цел да ги намалиме ризиците од
таков вид на штети пред се од професионални заболувања кај вработените лица и пред се кај некои физички оштетувања. Така. Овој проект, значи, сакам да кажам дека е финансиран од Европската унија, а кофинансиран, односно регрантиран Македонското здружение за заштита при работа. Активностите ги спомна колешката, јас би ги спомнал уште накратко. Клучни активности ни се истражување на терен и новинарско истражување и промоција на резултатите кои што ги добиеме заедно со новинарското истражување пред целокупната јавност. Безбедноста и заштитата при работа е мултидисциплинарна категорија, која што паѓа малку пошироки теми, од кои што ние сакаме да навлеземе во овој наш прв чекор, да го кажам пионерски, во превенцијата. Превенцијата за нас ќе биде клучна тема и клучна порака која што ќе сакаме да ја испратиме до лицата кои што вработуваат, без разлика дали се работи за приватен или јавен сектор, и да ставиме до знаење дека инвестицијата во заштитни средства и во опрема за подобро работно место, значи не се изгубени средства, туку тоа е инвестиција во самата фирма, како што е инвестицијата во градбите, инвестицијата во опремата и инвестицијата во зајакнување на капацитетите на луѓето. Тоа, ако ја читаме Европската директива, односно рамковна конвенција која што е донесена уште во 1989 година и домашното законодавство, можеме да видиме дека тоа треба да се прави обострано. Значи покрај тоа што треба да инвестираат самите представници на бизнис секторот, јавни предпријатија и сите други правни субјекти во заштитата при работа, тука треба да се вклучат и самите работници, пред се за своја лична заштита, но и заштита на имотот на самите фирми, односно на самите сопственици кои што инвестирале во тој имот, со што ќе се намалат тие несреќи кои што за жал ги имаме се почесто. Од нашето истражување исто така сакам да спомнам дека најголеми штети и несреќи се случуваат во два сектори. Тоа е секторот земјоделие и секторот градежништво, каде што имаме најголем број на заболени, односно најголем број на физички повреди кај вработените. Имаме во регионот и рудници, често пати тие се спомнуваат, дали таму ќе бидете насочени во истражувањето или? Да, во регионот имаме рудници и тие секако дека ќе бидат опфатени во нашето истражување. Ќе бидат опфатени околу 20 правни субјекти со нашите анкетни прашалници, а во зависност од тоа што ќе покажат резултатите од тие анкетни прашалници, значи тука ќе одиме и со професионално истражување и со новинарско истражување. Јас ќе искористам оваа прилика да ги повикам и лицата кои што веќе имаат такви лоши искуства, кои што сакаат да ги споделат со целокупната јавност, односно кои што веќе за жал имаат таков вид на повреди и судири со законот, да се јават на нашите телефонски броеви во организацијата или да пишуваат на нашиот мејл за да може тоа да биде истражено на терен и за да може да биде направен видеозапис, односно да можеме да ги презентираме и овие негативни последици, значи кои што се случуваат, за да допрат до ушите и очите на пред се на работодавците. Ние имаме ситуации, веројатно основата секогаш кај нас во државава е тоа дека имаме во едни ситуации имаме закони кои што се квалитетни и добри, но не се спроведуваат, имаме закони во кои што треба и измена. Дали до сегашното истражување, бидејќи гледам дека и во повеќе региони и повеќе држави се спроведува слично истражување, дали имаме сознание, дали ни е законот добар или се потребни таму промени? Забележа во Бугарија веќе има и се поставува прашање дали не се потребни промени во тие законски одредби. Да, секако дека со унапредувањето на технологиите и со унапредувањето на капацитетите на луѓето кои што работат во јавните институции или бизнис секторот, секогаш е потребно и да се унапредуваат и законските норми, но пред се мислам дека законските норми треба да се имплементираат. За да бидат имплементирани, значи тука е потребно да се прават и редовни контроли од надлежните субјекти и овие резултати кои што ги имат од нивното на некој начин истражување, јавно и транспарентно да бидат прикажувани, се со цел да се влијае на свеста на луѓето, како на работниците кои што работат во овие сектори, така и на работодавците.
Мислам дека секогаш инвестицијата во заштита на работните места е помала од онаа после инвестиција која што треба да лечи, односно да подобрува некој живот кој што бил загрозен на некое работно место, без разлика каде се работи. Претпоставувам дека практично и ова истражување кој што ќе го спроведете, во зависност од тие резултати ќе покаже каде евентуално има потреба. Верувам дека тоа и ќе биде и целта, Валерија. Да, на крај, значи, по завршувањето на проектот е предвидено да се изработи прирачник. Тој прирачник, значи, ќе биде поделен на самите компании, на сите кои што ќе учествуваат во истражувањето и секако на пошироката јавност, на некој начин да произлезе како резултат од овој проект дека статистички, значи, таква е состојбата во регионот, тоа треба да се подобри, значи, и кои мерки, значи, треба да се спроведат за да стандардите да бидат стандарди за безбедност и здравје при работа. Значи, тој прирачник ќе биде изработен и ќе биде во корист на профитабилноста на самите компании и на самите институции. Од тоа што го кажавте како активност, значи истражувањето ќе биде насочено од една страна кон работниците, за да се дознае што тие имаат како проблеми, кој нивното мислење, од друга страна кон работодавците и одговорните лица. Очекувате ли соработка од компаниите, од работниците, дали некаде анонимно ќе се спроведува истражувањето, како е предвидено? Па да, очекуваме соработка, ама сега реално, пример на терен, не се знае како ќе биде. Ние секако како имплементатори на проектот, значи сметаме дека ќе се појави, односно сопствениците и самите вработени ќе пројават интерес и сметам дека компаниите од регионот ги спроведуваат тие стандарди и поради таа причина, значи, нема да имаме проблем за да стапиме во контакт со нив и да се спроведе самото истражување. Ние секако пред да го почнеме со спроведувањето на самото истражување ќе ги информираме и секако ние сега ги информираме со оваа емисија дека ќе се спроведува, значи, тоа истражување и се надеваме дека ќе наидеме на соработка од нивна страна и секако на соработка од самите вработени. Зависи сега, може да биде и анонимно, зависи од барањето на самиот анкетиран, дали сака да биде анонимно или сака да се знае неговото име и компанија каде што работел, ако има таков случај негативен кај што дошло до несреќа или повреда или заболување, професионално заболување за време на работа. Рекоте истражувачите и анкетарите ќе имаат и обука, ќе бидат подготвени за да спроведат истражувањето. Да, ќе бидат ангажирани лица кои што долги години работат во областа на безбедност и здравје при работа. Значи, тие истражувачи знаат како да се справат, значи ќе се подготват своја специјална методологија по која што ќе го спроведуваат самото истражување и сум сигурна дека знаат како да се справат со самите вработени и со самите работодавци ако најдат на некои негативни однесувања од нивна страна. Во секој случај целта е да се не да се наметне, туку да се знае дека е интерес практично за сите, за работодавците и за вработените. Господин Стојменовски, кои се и вашите очекувања, како очекувате да се реализира проектот и мислите ли дека ќе има ефект кој што реално ќе го почувствуваат пред се вработените, па и работодавците, бидејќи рековме и нивни интерес е да има поголем степен на безбедност и заштита? Така, ние сакаме, значи, тој проект да не се свати како некоја контрола или да биде насочен против некого лично. Ние сакаме тука да создадеме еден тим од граѓански организации, од јавни институции, од бизнис заедница, каде што преку иницирање на проблемите, кои што се верувам од сите страни, да дојдеме до некои заклучоци и препораки, па зошто да не да ги препорачаме на крајот и до самиот законодавец да направи измени. Втората цел е да ги намалиме овие професионални заболувања и оштети на работните места, како да влијаеме на намалување на проблемите за здравјето на луѓето, така да влијаеме и на финансиските издатоци кои што се јавуваат пред секој бизнис заедницата при оштета на работно место на некој од нивните вработени. Ние уште при пишувањето на самиот проект направивме некое истражување пред се по електронските медиуми и за европските практики и видовме дека овие несреќи пред се најмногу се случуваат кај малите и средните предпријатија, кај младите луѓе кои што се ново вработени од првата до петата година, потоа се случуваат најмногу во ноќните смени, потоа се случуваат кај лица кои што работат
во смени, прва, втора и трета смена. И увидовме дека кај нас таргет групи имаме од сите тие, значи како во бизнес заедницата, така и во јавниот сектор. Значи најголем дел од нашите фирми во регионот се мали и средни предпријатија, вработуваме млади луѓе пред се преку многу субвенции кои што ги дава владата и преку субвенции што ги дава Министерството за труд и социјална политика. Имаме значи фирми, бизнес заедница која што работи во смени, прва, втора и трета смена, и мислиме дека и тука некаде помеѓу овие работи треба да ги бараме причините за намалување, односно да ги неутрализираме сите тие можности што се јавуваат за безбедност и здравје при работа кај вработените. Така. За крај, Валерија, активностите практично стартуваат со ова емисија со која што ќе знаат граѓаните што ќе работите. Која е динамиката на спроведување? Кога планирате да го правите истражувањето, бидејќи тоа ќе биде веројатно првата фаза, односно обуката на истражувачите по тоа истражувањето? Да. Практично почнува од месец јули и ќе трае 2 месеци тоа истражување. За тие 2 месеци, значи, самите истражувачи треба да го поминат, значи, регионот каде што е предвидено во градовите да се спроведе самото истражување, да ги контактираат самите компании и јавни институции, значи, да ги спроведат интервјуата со нив, да се спроведе анкетниот прашалник и за тие 2 месеци, значи, да се утврди состојбата во самиот регион, за на крај, значи, кога ќе се прави тоа видео, да имаме готов материјал, со тоа што видеото на некој начин ќе ги поттикне самите работодавци и вработени да се грижат повеќе за себе самите вработени и работодавците да се грижат повеќе за своите вработени, со тоа што нели ќе се подигне и секако јавната свест кај нив. Да ги имаме овие заклучоци за овие 2 месеци од самото истражување, за да можеме после на регионалната конференција, која што ќе се случи некаде по завршувањето на самото истражување, да може да излезнеме со заклучоци од самото истражување и да може веќе тие што биле, значи, вклучени во самото истражување и оние кои што ќе бидат дополнително вклучени во самата регионална конференција да можат да дискутираат, да произнесат своји практики, своје видување, значи, за оваа област и на некој начин да се развие конструктивна дискусија на која што од таа регионална конференција на крај да произлезат и препораки и секако потоа да има време да се подготви и самиот приличник кој што ќе биде доставен до сите заинтересирани страни. И да се видиме овде во ова студио, исто така да презентираме што покажало истражувањето и какви ни се состојбите. Ако немате уште нешто, јас ви благодарам за гостувањето, ви посакувам успешно истражување и ефекти кои што ќе придонесат за намалување на бројот на несреќи и проблеми при работа за луѓето, да се зголеми нивото на безбедност и нивната заштита. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.